Satnam. Гледаме во Мулен, госпоѓа Мулен. Ве молам, запознайте се со оваа прекрасна госпоѓа, која краси во пејсажот на Преспа, во степите, во сувата песоклива почва, каде што завршуваат шумите и почнува песокот и сушата, се појавува една од најубавите грациозни дами, госпоѓа Мулен. Навистина, исклучително, да се наместам, исклучителна билка, која краси во целиот пејсаж на Преспа. Посебно во крајбрежјето, каде што имаме песоклива, сува почва. Оваа веќе има достигнато своите максимум 2 метри и гледаме колку грациозно растение. Во долниот дел е розета и има прекрасни зелени листови кои се со мов и се како плиш. Плиш е и стеблото и на стеблото раѓа прекрасни жолти цветови, имаат боја жолта како лимон и ги раѓа наизменично. Од кога е млада до незиното сушење континуирано прави цвет и континуирано дава нови цветови. Јас како дете се пораснав покрај овие степски предели, бидејќи од тука секогаш одевме на плажа и секогаш се воодушевував и се уште се воодушевувам. Всушност, ептен се радувам кога ќе ја видам дивизмата во отворените пејсажи на Преспа. Но пред неколку години дури дознав дека станува збор за билка која е исклучително лековита. Во тоа време слушав ајурведски доктор, зборуваше за билки кои помагаат за нервниот систем. И кажа, има навистина многу билки кои ни помагаат за нервниот систем, но една е посебна со своите својства, а тоа е госпоѓа Мулен. Го смирува нервниот систем на тој начин што го зајакнува. И ова е навистина реткост, бидејќи кога зимаме за нешто да не олабави, може да бидат билки кои не оставаат некако премногу неживи, млитави, со чувство на седативно чувство кое буквално не одзема. Не е случај со Муленот. Муленот не делува на тој начин. Муленот го зајакнува нервниот систем за да се чувствуваме повеќе живи, а не за да се чувствуваме без живот. И на тој начин сметам дека е број 1 билка што сакаме да ја пиеме за да си го зајакнеме нервниот систем, и ова важи за сите од нас, бидејќи континуирано сме со сетилата на секаде и тоа значи дека континуирано енергијата ни е на секаде и нервниот систем на тој начин ни ослабнува. Така што не е лошо да ни биде дел од ритуалот годишен, кога ја има Муленот, да си направиме одредена количина, не треба многу навистина, за да имаме кога ќе почнат, веднаш штом почнат ладните денови, тогаш можеме да почнеме да го третираме нервниот систем, бидејќи тогаш најмногу нервниот систем може да добие од сезоната, од тоа што сезоната го дава. Цветовите се јадат, цветовите се
одлични, може да ги ставиме во салата, можеме кога правиме чапати, ќе изгледа многу убаво ако во чапатито ставиме и цветови мулен. Посебно кога е млад, но и подоцна се јаде цветот и салатата изгледа навистина богато и сезонски прекрасна. Но имаат и една своја посебна дар овие цветови, а тоа е да ни помогнат да надминеме ушна инфекција. Ушни инфекции, ушни проблеми со болки, воспалителни внатрешни процеси во угото, масло од цветот на дивизма. Како го подготвуваме? Ги собираме цветовите, свежи, ставаме во стаклена тегла, поливаме со масло и оставаме да отстојат од 3 до 6 недели. Го цедиме маслото и потоа ова масло го загреваме, неколку капки ни требаат, загреваме малце од маслото и ставаме во ушите, ставаме нешто топло и држиме до следниот ден преку ноќ. Резултатите се одлични, дава резултати и таму каде што има болки, како во мускулите околу увото, кога има болки, и тука помага ова масло. Истото масло го користиме и за екзема на кожата, каде што има сува кожа и на тој сув дел каде што се јавила екзема. Многу корисна. Размислував за муленот. Муленот сака, значи, очигледно овде е пустелија во наводници. Сушна е земјата, има песок, а она е прекрасна, видете. Буквално не ѝ фали ништо од нејзината убавина. Во исто време третира такви заболувања во телото кои се суви, како што е екзема, како што е сува кожа, како што е сува кашлица, суви бели дробови, астма, алергија, туберкулоза, сува состојба од преголемо конзумирање на тутун. Значи, се што е поврзано со сувотија во телото, па и нервниот систем нас ни е надразнат, всушност кога е сув, кога не е сочен. И тогаш доаѓа Господја Мулен. И веќе кажуваме, значи, за белите дробови, број 1 билка, мулен. Правиме чај од нејзините листови. Сите листови се собираат. Често луѓето ги собираат само младите, но сите нејзини листови се користабилни. Само да не е оштетен, бидејќи еве го јадат и други пријатели, да не е оштетен и да не е жолт. Собираме од листовите, ги сушиме. И сушениот лист го правиме во чај. Ако сакаме навистина да се третираме за белите дробови, тогаш правиме инфузија, силен чај, концентриран. На кој начин? 2 дланки полни од билката ги ставаме во стаклен сад, ги поливаме со 2 литри вода, оставаме оваа инфузија да седи од 4 сати најмалку, може и преку ноќ. Следниот ден прецедуваме и пиеме од чајот преку цел ден. 2 шолји ќе направиме на овој начин. Половина шолја од чајот, половина млеко, ќе загрееме и ќе пиеме топло. Ако третираме бели дробови, кажувам рецепта. И од целата течност, овде се пропаѓа од што е мравјалник. И ќе испиеме во целиот 2 такви чаши со млеко, а останатата течност, останатиот чај, ќе го пиеме како што е. Резултатите се извонредни. Треба да бидеме континуирани,
треба да бидеме дисциплинирани и ќе имаме резултати. Бидејќи девизмата е број 1 кога станува збор за белите дробови. Листот исто така и се пуши за да ослободи во белите дробови, особено ако пушиме премногу тутун, можеме да почнеме да пушиме суви листови од дивизмата, за да ни помогнат да ги излечеме белите дробови, но и да надминеме потреба за да палиме тутун, за да пушиме тутун. Океј? Значи е важно да имаме функционални бели дробови, за да можеме да надминеме потреба од додатни стимуланси кои прават да се чувствуваме добро, а не се чувствуваме добро бидејќи го немаме капацитетот, дишечкиот капацитет. Тоа значи дека немаме доволно животна енергија во телото. Бидејќи тие се првите органи кои ја пречекуваат праната, животната енергија кога вдишуваме и дозволуваат таа животна енергија да продолжи да циркулира во целото тело. Ако ова е отсечено поради нефункционални бели дробови, тогаш страда целиот организам. И нормално кога страда целиот организам, прва реакција што ќе чувствуваме на нервниот систем, и затоа и со астма, и со алергија, не доаѓа само астмата и алергија, туку доаѓа и зголемена иритираност, зголемена нервоза, зголемена неугодност. Бидејќи кога не дишеме целосно, целото тело страда и не се чувствуваме добро со себе, се јавува и нервоза. Значи со пиење на мулен решаваме и нервниот систем, кој е последица на овие заболувања кога не дишеме во целост. Овој чај е добар за сите да го пиеме. Денеска кога имаме бомбардирање од сите страни и кога нашето тело само од слушање информации може да биде исцедено, со тоа и нервниот систем, со тоа и имунитетот, тогаш број 1 билка за ова ни е госпоѓа Мулен. Госпоѓа Мулен е вољна да ни помогне. Многу сака да помага госпоѓа Мулен. Затоа и расте ваква прекрасна. Исто можеме, бидејќи се користи, и стеблото се користи, можеме да исечеме во долниот дел, да ја свртиме и да ја сушиме како што е. Целата. И изгледа убаво. Замислете на балкон да ја ставите да се суши. Оваа билка од 2 метри. Изгледа прекрасно. Сега сакам да ви покажам колку убаво изгледа во целото поле. Госпоѓа Мулен, погледнете. Овдека има на вистина многу. Овие доле што ги гледаме розети е дивизмата во првата година, таа останува доле розета, во втората година прави стебло и почнува да ги дава своите прекрасни жолти цветови. Толку се прекрасни. Погледнете. Ги раѓа наизменично. Погледнете. Го исполнува пейсажот. Грациозна е, елегантна е, се извишува кон небото. Ете има тука и од овие старите од минатата година како стап се суши. И во целото овде има и од јаболкници и сецкотини. Во целиот пейсаж дава мистичност. Госпоѓа Мулен. Ја сакаме госпоѓа Мулен следниот пат, кога ќе бидеме во Преспа, кога доаѓате тука, погледнете, обрнете внимание. Еве. Направете салата, ставете од муленот.
Прекрасна е за деца. Ова масло треба секој да си го има. Мислам доволно едно мало тегличе да се направи и тоа за ушите, за целото семејство како помош да го имаме при рака. Чајот исто не треба голема количина да се собере бидејќи е издашна. Листовите се навистина големи. Листот буквално може да се користи и како пелена во случај кога е неопходно или како тоалетна хартија кога сме во природа. Ете. Толку е убав цветот. Ве сакам, Мулен, ве сакам и јас. Сатнам.